Државата засега не се откажува од досегашниот начин на сметање на времето, односно стрелките на часовникот да се поместуваат секој последен викенд во месец март за 1 час нанапред и последниот викенд во октомври за 1 час наназад, со што започнува зимското сметање на времето. Владата останува на ставот во државата да важи средно европско зонско сметање на времето. Од владата вела дека на 26 март на 12-та седница на предлог на Министерството за економија е донесена одлука за денот и моментот на поведувањето и денот на завршувањето на летното сметање на времето во 2024. Летното сметање на времето завршува на 27 октомври во 03 часот, кога со поместување за 1 час наназад времето во 03 часот се смета како 02. Граѓаните се со поделени мислења, некои велат дека им смета постојаното менување на времето. Смета како не смета. Они колку години збора дека треба да го летното да го стават само и како не смета. Сега се стемнува у 5 сат. Не можеш ни да прошеташ ни ништо. Па све се менува. Све се менува. Според мене нормално е да го имам истата временска зона со Грција и со Бугарија, тоа да сме 1 сат напред. Именувањето го променува биоритамот на човекот, наместо во 7, во 8 ќе стане. Па ќе се навиклиме за недела дена. Психички да кажам право. Психички делува саба. И зема наместо во 6 ќе стана во 7. Или ако треба во 7 ќе стана во 6. Има малце пореметување. Да е сега тоа, да е еднакво нон-стоп време, подобро е. Не осеќам разлика. Не. Секако ние стануваме рано сабајле. Не осеќам разлика, не. Не, уопште не ми смета, а нема потреба да го менуваат, зашто може за пола сат да направат трансфер и да биде стално исто време. Нема да смени ништо, а ќе биде практично за сите. Времето треба да се подесува во сите земји према климата. Менувањето на времето е доста стресна состојба која влијае на поголем дел од луѓето, велат психолозите. Се мисли дека влијае негативно врз здравствената телесна и психичка состојба на метеоропатите и на хронично болните, меѓутоа влијае и врз здравите луѓе. Се јавуваат главоболки, безволност, се менува начин на размислување. Врз сонот, една од главните, важните функции, животни функции на секој од нас, значи се пореметува и сонот. Србиновски додава дека ова најмногу се одразува кај оние кои вршат тешки работи, кај работниците во градежништвото или угостителството, но и кај учениците. Се прозеват на час, така лежат на клупа, не сите, али влијае на нив. Ние имаме сите свој натрешен биоритам, натрешен часовник и ова е на некој начин, мислам, наметнато некако насилно менување на тој наш часовник. Така да ќе ни треба најмалце 3 и повеќе седмици да се прилагодиме на новото време. Во 2019 година во Европскиот парламент беше изгласана предлог одлука од 2021 државите да престанат со сезонските промени на времето, но таа се уште не се спроведува. Од европските држави единствено Русија, Белорусија и Исланд не го менуваат времето. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.